Добро утро, почитувани гледачи, ново издание на емисијата Фактор здравје и секако ви посакувам добре дојде и ве поканувам да не следите и ово утро од почеток до крај. Кога некој одеднаш ќе почне тешко да ги наоѓа зборовите, да не може да го разбере она што му се кажува или да има проблем да чита и пишува, често пати се помислува дека станува збор за заборавност или збунетост, но понекогаш причината е состојба наречена афазија или нарушување на способноста за комуникација, која најчесто се јавува по доживеан мозочен удар, но може да биде последица и на други заболувања или повреди на мозокот. Афазијата не влијае на интелигенцијата на човекот. Лицето знае што сака да каже, но има потешкоти и тоа да го изрази или пак да го разбере говорот на оној другиот. Како се препознава, може ли да се лекува, каква е рехабилитацијата и колку е важна раната рехабилитација? На оваа тема утрово разговараме со доцент доктор Ана Поповска, логопед специјалист по рана интервенција од Центарот за рехабилитација на патологија на вербалната комуникација. Добро утро, доктор Ана, и добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро и ви благодарам на поканата што нашата соработка продолжува. Така. Месец јуни е посветен на подигнување на свесноста за афазија. Што се одбиваше како активности и што до крајот на месецов, кој се е вклучен и колку е сето тоа важно? Како институција која активно се занимава со рехабилитација, пред се со проценка и рехабилитација на лицата со потешкоти во јазичните способности, имаме постојани активности, 365 дена, да не речам, секој ден работен во годината, но за подигнување на јавната свест, како и се друго што треба да се случува во пошироката јавност, користиме приликата за во месецот на афазијата, да допреме до пошироката популација, да ги искористиме нашата битна алка во целава ситуација, тоа се невладините организации, кои што се непосредни контакти со лицата со афазија, да добијат повеќе информации, да бидат поблиску запознаени и да можат што повеќе на себе си или на своите најблиски во семејствата да им пружат адекватна помош, поддршка, а дури некогаш па можеби и да откријат дека може да се добие поддршка. Не е само да се преживее, да се функционира на ниво на задоволување на животните потреби и да се обавуваат дневните рутини, но дека некои јазични способности може и да се повратат после било какова причина или заболување или некаков вид на нарушување кои што може да доведат до делумно или комплетно отсуство на говори јазик. Така. Се повеќе во годиниве наназад слушаме за афазија, ама колку доволно знаеме што е, а важно е секој од нас да знае што представува, бидејќи некогаш и во обкружувањето, во близината можеби ќе се соочиме со таков проблем или човек кој што се соочува со афазија, па ќе знаеме да му дадеме препорака дека може да најде помош и дека може да се почне со таа рехабилитација. Да. Овие емисии се одлична прилика. Вашата иницијатива е исто така повеќе од добре дојдена, затоа што најчесто она што се случува ние како професионалци кои што сме сведоци е дека афазијата е позната само доколку ја има семејството, како мака, како терет, како оптеретување. Пошироката јавност најчесто не е запозната, бидејќи не само што малку се зборува, туку повеќе акцентот се става на физиолошките проблеми, да не речам патологијата, односно болеста, но не и на последиците кои што се јавуваат по некои здравствени состојби кои што вие претходно ги споменавте. Токму затоа е неопходно да пошироката јавност биде запозната што е афазија, кога таа се појавува, што треба да се случи кога во моментот или што треба да се превземе, што треба семејството да направи да се превземе. А јас би била малку храбра овде кај би рекла можеби и некои наши колеги здравствени работници кои што се подалеку од темата на афазија, кога се во прилика да се соочат со некој ваков болен, да може да бидат упатени, не само сигурно состојбата им е позната, но да знаат и каде да ги упатат, да знаат што треба да ги советуваат тие пациенти и што да очекуваат, односно како да ги подготват во тоа што е она што е прогноза и што е она што е очекувано за едно лице со афазија, до каде може да стигне и што може да биде придобивка после првичното нарушување или првичното заболување со кое што се соочил пациентот и потоа дошла состојбата на нарушување на јазикот. Така, во сите активности кои што ги спроведувате, заеднички го правите и со ХОУП, Сдруженијето за поддршка на лица со афазија, и добро е кога некој кој што ја доживеал или преживеал или се справува со таа состојба отворено ќе зборува и на негова иницијатива ќе се одвиваат сите. Не знам колку е запозната по широката јавност. Сдруженијето ХОУП е формирано токму
или благодарение на соочување на еден од членовите на ХОУП со проблемот на афазија, со оглед на тоа дека се работи за интелектуалец кој што бил свесен дека во моментот може да помогне, односно да ја подигне јавната свест, бидејќи јавните личности како се битни во оваа пропаганда, да речем, во промоцијата на свеста за подигање на свеста за афазијата. Вие сигурно сте слушнали колку јавни личности и светски познати личности се соочиле со афазијата. Тој што се осмелил да зборува за својот проблем, дал и како голем придонес во однос на подигањето на свеста и зголемувањето на бројот на лицата кои што добиле стручна помош во надминување или исправување, олеснување на состојбата со афазијата. Соработката со Сдруженијето на граѓани ХОУП е на високо ниво. Тие се иницијатори на многу активности кои што се случуваат сега во текот на месец јуни, месецот на афазијата, активности кои што се директно поврзани со лицата со афазија. Ние сме тука поддршка стручна, ние сме алката која што ќе ги упати тие лица каде да се обратат, што може да се направи со нив, како треба да се поддржат нивните семејства и како да се реинтегрираат повторно во општеството после една вака неблагодарна ситуација, да речеме, со која што се соочуваат, да бидат ограничени во способноста за социјална интеракција, за размена на знаење, информации, за да речеме квалитетен социјален, па и емоционален живот во понатамошното битисување свое. Надежда, никогаш не треба да ја оставиме настрани, токму Мирјана беше пример за тоа. Минатата година ни беше гостинка во ова студио и во процес на рехабилитација, сакајки да покаже самата од личниот пример дека човек не смее од ништо да се откажува и дека решението мора заеднички да се наоѓа. Една акредитирана здравствена установа, како што е нашата веќе 8 години, има обврска за да исполни една од целите, а тоа е унапредување на квалитетот на здравствената заштита преку соработка со потенцијалната популација која што ги користи услугите во нашата установа. ХОУП е здруженијето кое што и такако придонесува да ние бидеме во тек со барањата и потребите на таа популација лица кои што се соочиле со афазија, да ги слушнеме нивните потреби, да ги слушнеме нивните предлози, да ги слушнеме нивните иновативни идеи, па дури, морам да кажам отворено, и нивната поддршка во секој смисол, па и материјален, за да ги унапредиме нашите кадровски капацитети, нашите материјални ресурси за што поквалитетна услуга во делот на пружање на проценка и рехабилитација на лицата со афазија, и тоа иако јуни е месец на подигање на свеста на афазија, ние тоа со ХОУП го работиме 12 месеци во годината и на тоа сме им навистина благодарни. Така. Ќе погледнеме блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Останете со нас до самиот крај, повелете, вклучете се во емисијата со ваши прашања. Со доцент доктор Ана Поповска, логопед специјалист по рана интервенција од Центарот за рехабилитација на патологија на вербална комуникација, зборуваме за афазијата или пак нарушувањето во јазичните способности или комуникација. Еве на почеток, односно веќе после овој прв блок реклами, што представува афазија во некои кратки црти да ги запознаеме гледачите. Афазија представува нарушување на јазичните способности, една општа дефиниција, една широка дефиниција, а во подетални рамки тоа представува делумен или комплетен губиток на способноста за да се комуницира со околината. Афазијата како диагноза се става откако процесот на јазично развивање, на јазичната продукција и јазичното разбирање е завршен, што значи дека оваа диагноза можеме да ја сретнеме кај популацијата во секоја возраст, не само иако е почеста кај повозрасните, можеме да ја очекуваме да се појави во секоја возраст, што подразбира дека можеме да ја диагностицираме и во детска возраст, под услов да детето е на возраст во која што ги има стекнато основните јазични капацитети и има развиено јазик во комуникацијска, односно во функционална смисла. Што значи дека афазијата нема возрастно ограничување и таа може да биде и може да ги засега јазичните капацитети во повеќе сфери. Може да ги засека капацитетите во јазичната продукција, значи што човекот сака да каже, а не може да каже, значи делумно или целосно отсуство на јазична продукција, што индивидуата разбира, делумно или комплетно отсуство на јазично разбирање, а може да биде сочувана
способноста за јазично изразување, исто така може да бидат засегнати и другите јазични функции, како што е читањето, пишувањето, како што е и способноста за оперирање со количини, кои што има нормално стручна терминологија, кај нас дисграфија, дислексија и алексија, графија и акалкулија. Тоа се дополнителни, да речам, потешкоти на синдромот на афазија, тоа се збир на симптоми. По однос на тежината може да бидат од благи форми до сериозни форми на отсуство на еден од овие или сите јазични капацитети, и токму од таа проценка понатаму и ќе зависи што ние како цел во рехабилитацијата ќе си поставиме и што прогностички, што мора да бидеме искрени и реални со семејството и со индивидуата со која што работиме, што можеме да очекуваме. Да им кажеме што може да очекуваат, бидејќи тоа е едно од нивните главни стравови, да кажам, и нивните главни барања, бидејќи често се соочувате во логопедскиот кабинет со состојба во која што ви велат да може да се разбира, да може да комуницира, да може да го разбереме што сака и да каже што сака. Тука мора да бидеме искрени во зависност од тоа каков е типот на афазија и која е сериозноста на проблемот со кој што се соочува лицето, да направиме реална проценка на состојбата и прогностички да ги информираме семејството и нашиот клиент што е тоа што треба да го очекуваат по завршување на рехабилитацијскиот процес. Така, и тука е важноста на логопедот и во проценката, и во диагностиката, и во раната рехабилитација, односно понатамошната. Сите го слушаме терминот рана интервенција. Може би сме сензибилизирани на поимот рана интервенција во потесен смисол, кога станува збор за малите деца, кога станува збор за моментот на прозборување и на стекнување на говорно-јазични вештини и останати психомоторни вештини во најрана возраст. Во поширок смисол, раната интервенција подразбира секој пристап по пружање на помош и поддршка кај лицето, што е можно понепосредно по настанување на основното заболување или основната причина која што довела до таква состојба, па така и во третманот на синдромот на афазија, кога станува збор за логопедска терапија, раната интервенција има многу големо значење. Тоа е битно, што е можно порано да се дојде на проценка, да се задржат што е можно повеќе од капацитетите кои што се преостанати по настанатото заболување или настанатата траума, да се пружи помош веднаш, што значи помошта може да се пружи уште во болничкиот кревет, доколку е лицето хоспитализирано, но под услов да бидат отстранети сите животно загрозувачки фактори кои што може да предизвикаат дополнително оптоварување на општото здравје и благосостојбата на лицето со афазија после настанатиот мозочен удар или што и да е, или физичка травма во прашање, што значи откако ќе се отстранат сите фактори, ризик фактори на животно загрозувачка состојба, лицето со афазија може да биде предмет на непосредна проценка и непосреден почеток на рехабилитацијски третман уште во првите мигови, да не речам после првите денови на воспоставување и стабилизирање на состојбата, на здравствената состојба на индивидуата. Така. И третманот, рехабилитацијата на афазијата е дел од оној целосен третман на период на рехабилитација по доживеан мозочен удар, но и кај другите состојби кои што би можеле, нели, да го засегнат сето ова и да ја предизвикаат оваа состојба. Состојбата на афазија е присутна дури кај 40% од лицата кои што по мозочен удар. Не смееме да ги заборавиме и другите ограничувања кои што се случуваат кај лицата со мозочен удар, бидејќи веќе почнавме за нив да зборуваме. Конкретно зборуваме за таа акутна состојба. Не смееме да ги заборавиме ограничувања во моторните, во физичките способности на лицата, што значи дека ние имаме и дополнителни оптоварувања кои што би можеле да предизвикаат, да речеме, еден поспор тип на опоравување во текот на рехабилитацијата на афазијата. Не само афазија, туку и состојбата на подвижност, можноста да се посетува логопед. Секогаш се почува во болничкиот кревет, некогаш тоа треба да се одвива. Ние имаме иновативна, да речеме, телетераписка пристап кој што го користиме. На почеток често знаеме и преку камера да правиме рехабилитацијски третман за да ги избегнеме сите оние физички трауми и оптеретувања на семејството, да лицето
што мора да биде донесено во установата каде што се наоѓа кабинетот на логопедот, да дури потоа кога ќе биде подготвено да може да се движи, самостојно најчесто не, нив им треба поддршка некој да ги донесе, но за да може да се движи, да ги донесе во нашата установа и рехабилитацијскиот третман да продолжи тука, што значи ние ги пружаме сите алтернативни начини на поддршка, на рана рехабилитација. Уште во првите моменти, кога тоа секако ние сме дел од тимот, кога тоа ќе го дозволи надлежниот лекар специјалист и здравствените околности ќе овозможат да лицето може да го поднесе оптеретувањето на почетните логопедски вежби. Така. Јас само да потсетам дека гледачите може да се вклучат и дали веќе имаме гледач на линија, само да прашам да ми кажат од режија. Добро утро. Добро утро. Да, ве слушаме, повелете. Поздрав до вас, тоа е 24 часа телевизија. Ви благодариме, повелете. Јас ми беше загноен, Ана, докторке, јас и кога ми беше загноен. Од пелистер, од зимата ми загнои, кога помал. И отоаш ми распука, и кога ќе зборам до забите го држам, и кога ми смета, кога ќе зборам, кога ми смета јазикот, кога глата ме боли многу, поќе од порано. Глата ме боли поќе од порано. Така, ајде ќе ви дадеме совет и препорака, да, врз основа на ова што ни го кажувате, каде би можело следно да се обрати гледачот. За оваа состојба примарен совет, препорака и терапија треба да каже лекар специјалист, кој што после дадената медицинска терапија, значи таблетарна, независно што ние не навлегуваме во тоа, не знаеме каква е и ќе се реши основната состојба, може да се направи проценка на оромоториката на лицето, дали станува збор за проблем кој што е од централно потекло, дали станува збор за проблем кој што е од периферно потекло, проблеми за подвижност на јазикот, апсолутно, бидејќи дури и во афазијата, и веќе го поврзаме со актуелната тема денешна, оромоториката и да како може да биде засегната. Значи не е само да се каже и да се изговори, туку дали постојат се уште и капацитетите, моторните капацитети на оралната празнина, забите, подвижноста на устните и така натаму, кои што ние и така ги рехабилитираме, односно ги вклучуваме во севкупниот план на вежби и правиме подготвеност, значи способност и кондиционирање на органите, периферните органи за говор, да лицето покрај основните јазични потешкоти биде подготвено и за нормално говорење, не само за јазични. Правам разлика, да знаат и гледачите, јазик и говор, односно говорот е јазик во акција, што значи не само да има подготвеност когнитивна на централно ниво, туку и да и периферните органи бидат подготвени за извршна функција, да може да го изговорат она што се случува како мисла во главата на лицето кое што има потешкоти со јазичното капацитети. Така. Со какви предизвици се соочуваат лицата со афазија, со какви општеството, со какви семејството, и во секојдневието, и во социјалниот живот, и во комуникацијата? Кои се тие предизвици? Има една убава, досега ова што го зборувавме се, да речеме, теориски познати факти. Има една убава слика, визуализација, замисла, како со што се соочува, односно каков е предизвикот на лицето со афазија. Да. Во учебниците пишува, замислете да вие едно утро се разбудите во комплетно непозната средина, во општество во кое што не го познавате јазикот, не можете да кажете што сакате и не можете да разберете што ви кажуваат. Замислете ја фрустрацијата, емоционалната состојба, личното ментално чувство кое што го имате, менталниот склоп, кога вие не можете да се вклопите во тоа општество, што понатаму од вашиот живот. Ниту можете да заработувате за живот, ниту можете да си ги задоволите дневните потреби, ниту можете во поширокото општество да се најдете себе си. Што значи афазијата не е само предизвик на личност, тоа е и општествен, економски предизвик, социјален предизвик, понатаму исто така културен предизвик. Семејството е втората алка. Се уште припаѓа во оној микросистем на личноста, значи непосредно до личноста, тие имаат три предизвици. Прво, да се, да речеме, преструктурираат
како семејство, како животна средина и околина на лицето со афазија, од аспект на комуникација со лицето, како да постапуваат, колку поддршка треба да му пружат на нив, значи тие се од улога на партнер, ако зборуваме за брачен партнер, од улога на партнер добива улога на негувател, сопругот или сопругата, децата добиваат улога на поддржувачи во физички смисол, во просторна ориентација, во вршење на секојдневните функции, и трето, во пошироката јавност, каде што лицето треба да се врати на, условно речено, некаков нормален живот. Ако зборуваме за општеството, интеграцијата е најголем предизвик, бидејќи ние како општество се уште немаме систем на повторно прифаќање на лицата со афазија назад, да бидат економски продуктивни, да можат да заработуваат самостојно за живот, да предпоставиме дека физичкиот хендикеп не е толку голем, да лицето може да се врати, да врши некаква основна функција, да заработува за живот, да зема плата, но тоа подразбира дека работодавачот треба да му овозможи, пример, промена на работното место, доколку неговото работно место подразбирало соработка со клиенти. Понатаму, физичките бариери, оние просторните бариери, градежните бариери, да лицето може да дојде до работното место и да се врати, да може да комуницира, да биде разбрано дали е во продавница, дали е задоволување на други општествени потреби кои што сите ние ги имаме на дневно ниво. Тоа е еден огромен предизвик за сите нив. Но сепак во центарот на случувањето останува лицето со афазија, кое што пак ќе се навратам, се наоѓа поготово во првите моменти, се наоѓа во една средина каде што ниту го знае јазикот, ниту го разбира што јазикот на другите, а точно знае во глава, пошто рековме убаво интелектуално нема оштетување, точно знае што сака и точно знае како треба да функционира, но е оневозможено. Така, да. Колку се среќава проблемот со афазија во нашето секојдневие и во нашата средина, кој се може да биде засегнат? Велиме, да, подоживеан мозочен удар, најчесто го поврзуваме со тоа, меѓутоа има и други многу состојби кои што може да предизвикаат афазија. Со афазија може да се соочи секој. И претходно споменав, предизвикот е огромен, затоа што во денешно време ние немаме точен регистар на лица во Македонија, колку лица се справуваат со афазија, посебно оној тип на така наречена примерна прогресивна афазија, која што иде како дегенеративен проблем. Може би нивото на свесност е на повисоко кога станува збор за мозочните удари, но имаме и други состојби кои што можат да бидат предизвикувачи на физички трауми, понатаму дегенеративни промени, промени кои што се случуваат, односно состојби кои што се акутни се случуваат и во детската возраст, морам да кажам невролошки состојби, не се само возрастните засегнати. И на светско ниво постои некоја статистика 0,1 до 0,2% од вкупната популација. Ако сакаме во конкретни бројки, тоа е на годишно ниво некаде околу 1,5 милион нови случаи на афазија во светот, лица кои што се соочуваат со проблем на јазичните потешкоти и нарушувања. Велиме дека можат и децата, јас често го истакнувам тој пример на невролошко заболување каде што едно детенце беше, тој е наш пациент во нашата установа, кој што успешно ја заврши рехабилитацијата, го надмина проблемот, се врати во процесот на образование, исто онака како што претходно било. Се работи за детенце кое што каснато од инсект, заразено од вирус кој што е невротропен, кој што има невротропен токсин, кој што ги напаѓа центрите за говор во централниот нервен систем, кој што се соочи со губиток на веќе стекнат говор, успешно завршена рехабилитација, но овдека имаме уште еден предизвик кога се работи за децата, тоа не е само да ги вратиме стекнатите јазични способности, туку да го следиме и текот на развојните јазични способности, значи детето да продолжи да ги следи оние нормални чекори на развој на говорот и јазикот кои што се очекувани за неговата календарска возраст. И тука навистина постигнавме успех, што значи ова го кажувам како пример за да го потикнеме свеста дека секој може да се соочи со проблемот на афазија и ова е многу различен
комплетно различен ентитет од онај ентитет кој што ние го кажуваме развојно јазично нарушување, каде што кај децата се случува да не се дојде до развој на очекуваните фази во говорот и јазикот, онака како што е пропишано, да речеме, во теоријата, каде што може да се случат нарушувања на јазикот од недефинирана природа, и тоа е сосема различно од ова што сега го зборуваме за нарушување на веќе стекната јазична способност во детската возраст. Така. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па продолжуваме понатаму. Останете со нас до самиот крај. Продолжуваме со разговорот во студиото. Повторно доаѓаме до моментот и оној кој што е најважниот, улогата на логопедот во рехабилитацијата кај лица со афазија. Каква е и од што зависи успехот во третманот? Логопедот е задолжителен член на тимот кај лицата на кои што им се пружа здравствена заштита, а кои што се соочиле со синдромот на афазија. Од почетокот, проценката малку ја разработивме, до процесот на спроведување на рехабилитација, следење на напредокот на лицето и носење на некаков, да речеме, евалуационен заклучок на крајот на терапијата. Логопедската рехабилитација е предизвик и возрастните лица. И така како се разликува од рехабилитацијата која што ја спроведуваме кај децата. Треба да имате во предвид дека станува збор за когнитивно уредна личност со ненарушени интелектуални капацитети, со комплетно изградена ментален склоп, со емоции кои што се веќе зрели, кои што се емоции кои што знаат свесност за себе и за состојбата во која што се наоѓаат и кои што фактори, јас сега ги спомнувам, треба да се земат во предвид уште на почетокот на планирањето на рехабилитацијскиот третман. Втор објективен момент кој што треба да се земе во предвид е состојбата со говорот и јазикот пред да се случи основното нарушување. Имаме различни професии, имаме различни интелектуални капацитети кај лицата и имаме различна функционалност на говорот и на јазикот. Не е сеедно да се работи со лице кое што јазикот и говорот му биле основни средства на функционирање во делот на професионалниот ангажман, или пак да се работи со лице кое што имало професија, занимање кое што е далеку од потребите на елоквентен говор, квалитетно јазично изградување. Токму затоа и во почетна точка во рехабилитацијата е многу битно да знаете со какви капацитети лицето располагало пред да се случи основната причина за настанокот на афазија. Самата рехабилитација подразбира основна пресудна улога на логопедот во кој правец ќе се одвива третманот и кои прогностички цели ќе си ги постави логопедот за тоа лице, земајќи ги во предвид секако возраста, причината, предходните капацитети на јазични вештини кои што ги имало лицето. Ние претежно кај акутните состојби избираме да работиме ресторативен пристап, што значи да го поправиме нарушеното, да ги поправиме капацитетите на веќе оштетените места, доколку е тоа можно на ниво на централен нервен систем, односно да развиеме компензаторни механизми на јазикот, но во функција да што е можно повеќе повратиме дел од вештините на јазично изразување и јазично разбирање во функција на нормално функционирање на лицето со афазија. Тоа е првиот пристап кој што секогаш го бираме. Исто така, нашата функција во рехабилитацијскиот пристап подразбира и ставање акцент на функционалност на комуникацијата. Не е само да го научите лицето да повтори збор, да именува збор по слика, да разбере прашање кое што сте го поставиле, туку и кога ќе излезе надвор од кабинетот, тоа научено да биде ставено во функција на олеснување на неговиот социјален живот, односно севкупен на ниво на дневно функционирање, што значи втората цел е апсолутно функционална цел на комуникацијата, што е исто така битно, и третата цел е советодавен и инструктивен третман, значи ние мораме и семејството да го подготвиме за комуникација, кога зборуваме за стручната работа, за комуникација со лицето со афазија, што е можно повеќе, биде се реални да бидеме, тие се некако корехабилитатори во овој процес, тие се, ако сме ние со него час во денот, тие се останатите 23 или 8-10 часа на будно со лицето со афазија, да бидат подготвени, прво да бидат подготвени со знаење, второ да бидат подготвени психолошки со советување,
како со лицето, и трето да бидат инструирани како да се одвива комуникацијскиот процес и што да очекуваат, бидејќи е неопходно да знаат дека и малите чекори се успех во таквите околности, посебно ако се работи за потежок вид, посериозна форма на афазија и ако се работи за некои од посериозните типови на афазија, потешките видови, каде што можеме да имаме нарушување во исто време и на јазичното разбирање, и на јазичната продукција, односно јазичното изразување, да имаме потешкоти и во писменото изразување, тоа се сите функции на јазикот во стилот на јазично кодирање и јазично декодирање. Давате значење на зборот, го разбирате значењето на зборот. Предизвикот е огромен, процесот е долготраен, но морам да нагласам, бидејќи ја спомнавме претходно и раната интервенција, што порано се почне, толку повеќе од преостанатите капацитети може да се сочуваат, да се вратат во функција и да му се помогне на лицето да биде што е можно да има што е можно поквалитетен живот на дневно ниво. Одложувањето на почетокот на рехабилитацијскиот третман подразбира губење на најнеопходните капацитети за ресторативен третман, што значи тогаш повеќе се ориентираме кон функционална комуникација. Тоа што е останато да го ставиме во функција на нормален, условно речено, некакво ниво на квалитетен живот на лицето. Така. Само кратко, кога веќе го споменавте и семејството, комуникацијата со лице со афазија, треба ли да бидеме трпеливи? Јасно и читко да зборуваме, да го оставиме тој да проба да го каже зборот, а не да зборуваме наместо него. Има ли важност тој начин на комуникација со лицето? Апсолутно да. Затоа ние велиме битен момент во целите на терапијата е да ги инструираме најнепосредното семејство кое што е во комуникација со лицето, како со него да се однесуваат, пред се нормално трпеливост, апсолутно да, запознавање со капацитетите, што знае, а што не знае, бидејќи се случува често. Имаме прилика на неедуцирани, неупатени семејства, каде што сметаат дека лице со афазија подразбира дека е веќе лице со ментално нарушување, лице со нарушени интелектуални способности, лице кое што треба да му се пружи само нега, апсолутно не е, тоа може да учествува во секојдневните способности, имаме алтернативни форми на комуникација. Доколку ние не успееме да предизвикаме повраток на способностите за јазично разбирање, нудиме и на семејството алтернативни форми на комуникација, разни табли говорни, комуникација со пишување доколку не може да разбере или не може да се изрази. Исто така може да работи и со читање, доколку читањето како способност е сочување, семејството да може преку пишување да му се обрати. Имаме алтернативни начини за кои што ги упатуваме, семејството мора да знаат како да комуницираат, но пред се трпеливост и пред се прифаќање на новата улога, поготово во првите месеци на негувател и поддржувач на процесот на рехабилитација во секој смисол, не само рехабилитација на јазикот и говорот. Така, да. Што представува пример на прогресивна афазија и пошто се разликува од афазијата која што настанува по мозочен удар? Афазијата после мозочен удар се случува веднаш. Губитокот на говор е веднаш, независно дали е делумен или целосен, се случува веднаш, тоа е толку објективно, видливо и тоа е затоа, да речеме, и општата популација, најблиското семејство може да го примети дека се случува. Овој тип на афазија е нешто што се случува полека, тоа е дегенеративен процес. Способностите за говор и за јазик се губат постепено, посебно започува со постепен губиток на зборови, несеќавање за именување на поими, упростување на речениците и тоа некако лицата од најблиската околина го толкуваат како состојба во која што човекот старе. Апсолутно не. Мислам дека имаме гледач. Да, ајде да провериме само дали имаме следно јавување. Добро утро. Добро утро. Дали се слушаме? Може би се исклучи гледачот, ајде се надевам дека уште еднаш повторно ќе се обидете да се јавите, иако веќе ближиме кон крајот на емисијата, ама барем овие главни поенти да ги кажеме кои што ни беа планирани. Да, губитокот на јазичните способности се случува постепено. Често се непрепознаени од околината. Тоа е прогресивна состојба која што во принцип не може да се лекува.
Не може да се очекува дека и во рехабилитацијски цели ќе се обидеме да поставиме за цел ресторативна терапија, што значи да ги повратиме изгубените способности, туку треба да се обидеме да ги сочуваме психосоцијалниот аспект на комуникацијата и да го подготвиме семејството за состојба во која што се повеќе ќе се случува губиток на способностите, јазичните способности. Интересно е што јавни личности зборуваат за тоа, имаме прилика од јавниот живот, да речем од светот, кој што отворено ја покажуваат состојбата, например, на прогресивна афазија. Глумецот, америчкиот глумец е прилика за тоа. Семејството апсолутно треба да биде подготвено за тоа. Што е улогата на логопедот? Во тој... И што потоа, понатаму, кога вакво нешто ќе се случи? Прво и основно е дека треба да ги сочуваме колку може подолго преостанатите капацитети јазични за комуникација, да го подготвуваме лицето за алтернативна форма на комуникација и било каков вид на основна форма на пренесување на информациите во функција на задоволување на потребите. Во логопедската теорија, тоа е познато како палијативна логопедска терапија, што значи ние тука немаме цел да излекуваме под наводници, да вратиме способност, веќе изгубени способности, да го оспособиме со постојните способности, да го оспособиме за комуникација. Ние ги подготвуваме лицата што и како да се справат со состојбата која што има прогресивен карактер. Морам да нагласам, тука улогата на логопедот во палијативната логопедска терапија не е само говорот и јазикот. Тука имаме губиток и на способностите за хранење. Лицата ја губат основната функција, се повеќе слабе е способноста за џвакање, обработка на храната во устата. Се повеќе се соочуваат со проблем на обработка на храна од различни текстури, значи станува предизвик и самиот процес на хранење, квалитетот на животот и капацитетите на телото како физикус, не само како когнитивна способност, се нарушуваат, што значи тоа е една целина на постапки во кои што треба логопедот да завземе активна улога. Тука самата медицинска, да речем, терапија, здравствениот аспект нема голема улога, бидејќи тоа е невродегенеративно нарушување и тука ни е потребно до последен момент да воспоставиме елементарна форма на комуникација за да лицето ги задоволи своите потреби, а негователите, најблиското семејство биде она кое што ќе може да му ги пружи и задоволи потребите и да го разбере ова лице со прогресивно нарушување. Така, затоа е важна таа палијативна логопедска терапија. За жал, кај нас палијативната логопедска терапија во светот логопедите се наоѓаат и во центрите и во домовите за стари лица. Значи, социјалниот аспект на комуникацијата, тука сум, зборувам со вас, можете да ме разберете, јас сум тука за да го вашиот социјален аспект да го збогатам, вашата емоција да ја задоволам, да се почувствувате важни, битни. Тоа е една од основните цели на палијативната логопедска терапија. Кај нас се уште не само што не постои институционално палијативната логопедска терапија во секојдневната пракса, мислам дека е и недоволно прифатена од семејствата. Сите ние имаме очекувања да лицето биде подобро, а не да му бидеме тука на лицето и кога состојбата се влошува. Така. Јас ви благодарам за гостувањето, се надевам дека и во понатаму ќе имаме можност да зборуваме, бидејќи улогата на логопедот е многу важна во која било возраст, а верувам дека со оваа тема поттикнавме многумина да се охрабрат да побараат помош, да знаат и да не ја губат надежта дека може да го постигнат очекуваното. Не се само децата цел, туку се и возрастните. Ви благодарам. Да. Благодарности и до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Убав и пријатен викенд имајте.